26 јули 1963 година, 5 часот и 17 минути, Скопје е разурнато од катастрофален земјотрес. По Дурнатините животот го изгубиле 1070 граѓани, повредени биле 4000, а над 200.000 останале без покрив над главата. 45 години подоцна, Скопје се уште се сеќава. Градските власти организираат дводневна програма во духот на воздигнувањето на Скопје, како град кој изникна од пепелта. Програмата започнува вечерва во Градскиот музеј. Денот на земјотресот ќе биде одбележан со настани на Скопското кале. Градот Скопје ќе усвои и меѓународна декларација на солидарноста. Со помош на земјите од светот, Скопје повторно е изграден и прогласен за град на човечката солидарност. Во текот на својата историја, градот повеќе пати пропаѓал и одново се раѓал во 518-та, во 1555-та и со земјотресот во 1963-та. Скопје вечерва почнува со одбележувањето на 45 годишнината од катастрофалниот земјотрес во кој загина 1070 лица, а над 3000 беа повредени. Програмата под наслов Скопје 45 години град на солидарноста и меѓународното пријателство почнува во музејот на град Скопје со изложбите Скопје солидарност и пријателство на германецот Јерген Пиплов, кој учествувал во спасувањето на повредените од подурнатините, а истовремено сликал детали од катастрофата. Утре изутрина на гробиштата во Бутел ќе се положи цвеќе за жртвите на земјотресот, а вечерта свечена академија на Скопската тврдина Кале. Пораки за искрено и срдечно пријателство денеска преку француската амбасада испратија француската престолнина Париз, избрат имените градови Дижон и Рубе. Сакаме да сме со вас повторно во мислите и на 45 годишнината од катастрофата на 26 јули, велат раководствата на француските градови.